Речиси секоја година се менуваат, а со тоа и загадуваат локациите во Тетово, кои се користат за претовар на сметот, кои работаа без никакви стандарди. Кај железничката станица на влезот од градот кај Тетовски Требош, а сега во атарот на Тетовско Фалише, каде комуналниот отпад собран на дневна основа се истура на земја, пред да се однесе во скопската депонија Дрисла. Наместо решение за моменталната состојба, првиот човек на општина Тетово Теута Арифи најави дека ќе се отворат плюс 2 нови локации за претовар во Полошкиот регион, како дел од проектот за управување со отпад. Исто така во рамки на проектот и студијата ги предвидува уште 2 трансфер станици, да поради тоа едната ќе биде во Тетово, другата ќе биде во некоја друга општина која ќе се одлучи. Ветување и проекти за проблемите со отпадот во Полошкиот регион од властите имало многу пати, но во пракса ништо не е реализирано. Од холандско-албанската компанија за интегриран технолошки систем, која се занимава со менаџирање со отпад во повеќе држави, велат дека и до централните до градските власти доставиле решение за менаџирање со отпадот во Полошко, но не добиле никаков одговор. Да се одели рециклирачкиот дел, значи отпад кој што може да се рециклира, да се употреби се уште во индустрија. И третиот отпад е тој што не може за ништо да се употреби, кој што треба да се согори. И тоа се согорува во печка која што гори над 900 степени и по дадени нападствија, значи и тоа што сме зеле ние која информација од технолози, емисијата на штетни гасови е 0,3. Ваквите начини на справување со сметот, екологистите ги оценуваат како позитивни, ако се земе предвид фактот дека тоа се светски трендови. Од отпадот ќе почне да добиваме ресурси во смисла на репроматеријали кои што сега ги увезуваме во смисла на суровини, ќе добиеме нешто од енергетски аспект, затоа што ваквите постројки во исто време произведуваат и електрична енергија и топлинска енергија која што може да загрева објекти и останата инфраструктура. За сега на терен не се случуваат никакви активности за проблемот со сметот и дивите депонии, кои ги има на секој километар. Се уште се работи на физибилити студии за менаџирање со отпадот, проекти кои се финансирани од швајцарската влада.